Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди. Бил пратен од Бога како исполнување на предскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. Мухаммад, Мухаммад, Мухаммадур Расулуллах, 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 Мухаммадур Расулуллах. Ова е значењето на ајетот, односно, тоа се оние кои јасно го препознаваат овој пратеник, онака како што ги препознаваат своите деца. Меѓутоа, кога се појавил ветениот веровесник алейхи селам, вообразеност и предрасуди се појавиле кај поголемиот дел од овие свештеници и нивните срца потемнеле. Некои од нив биле среќници, станале муслимани и нивната вера навистина била вредна за пофалба. Ова треба да не наведе да имаме страф од Бога и да бидеме внимателни и предпазливи. Молете го Бог ниту еден верник никогаш да не ја доживее судбината на Балаам. О, Господару мој, спаси го овој уммет од сите проблеми и зла и чувај го од злото на евреите. Амин, амин. Овде треба да се запомни дека Аллах Джелешануху создал племиња и нации со цел да се воспостави физички систем на цивилизација, така да со взаемен контакт и однос помеѓу луѓето да преовладеат соработка и симпатија. На ист начин он го втемелил системот на пратеништво и имаматот да основа директно духовно сродство и врска со умметот на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, и тоа на начин тие да се грижат едни за други. Мухаммад, Мухаммад, Мухаммадур Расулуллах, 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 Мухаммадур Расулуллах. Салли ала набиина, салли ала Мухаммад. Сега се појавува важно прашање. Кој ќе биде одреден за имам на своето доба? Кои се неговите знаци? И зошто нему да му дадеме предност на другите, кои примаат објави, соништа и визии? Одговорот на ова прашање е дека имам на ова доба е оној за чие духовно образование и воспитание грижата лично ја превзема семокниот Аллах Джелешануху. Тој неговата природа ја вдахнува со таква светлина на имаматот, што тој за ривали ги прифаќа сите светски рационалисти и филозофи и сака да ги надмине во сеопфатна дебата, како таков со поддршка на семокниот Бог. Тој на извонреден начин одговара на сите провокативни и недоречени прашања. Пошто мораме да признаеме дека изгледа како тој да дошол опремен во овој минлим свет со се што е потребно за да направи реформа. Како резултат на тоа, он не се срами од противникот. Во духовна смисла, он е врховен водач на армијата на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, и волјата на семокниот Бог е преку него верата повторно да стане победничка. На сите оние кои се собираат под неговото знаме, им се доделени способности од највисок степен. Он е благословен со сите потребни работи, кои се неопходни за да реформира, и со сето знаење кое му е потребно за да може да ги негира приговорите и да може да ги представи убавините на исламот. Покрај тоа, бидејќи семокниот Бог знае дека овој имам мора да се соочува со дрски и расипани луѓе кои ги има ширум светот, он му дава морална снага од највисок степен.
Неговото срце е полно со вистински сочувства за човештвото. Но моралната храброст не значи дека он во секоја прилика, без било каква смисла, покажува благост, бидејќи тоа би било спротивно на сите морални мудрости. Тоа значи дека овие луѓе не се ни слични со злобните и напорни луѓе, кои реагираат со лутина на секоја навреда и чии лица оддаваат грозни гримаси поради внатрешното страдање, познато како бес, и кои продолжуваат да викаат и беснеат, без оглед на времето и ситуацијата. Ова не е одлика на оние кои се морални. Навистина тие понекогаш употребуваат груби зборови, со цел нешто да докажат, и што е во согласност со моменталната ситуација, но не се лути во срцето, ниту се разбеснуваат и побеснуваат. Тие понекогаш се преправаат дека се лути, со цел некого да заплашат, додека цело време нивните срца се смирени, среќни и задоволни. Од тие причини понекогаш и Иса алейхи селам на другите им се обраќал со груби зборови, како што се свињи, кучиња, неверници, нечисти и така натаму, но ние не се осмелуваме да кажеме дека нему му недостасувале високи морални доблести, бидејќи тој самиот поучувал за високите морални вредности и за потребата од сочувство. Овие зборови кои повремено ги употребувал не биле изречени поради напад на лутина и бес, туку всушност биле употребени во состојба на спокоен и ладен ум и само во соодветни ситуации. Накратко, за имамите е неопходно да поседуваат совршен склоп на морални доблести. Грубиот збор не се спротиставува на моралната состојба, ако не доаѓа како резултат на некој огорчен карактер или страшен бес, и ако е изречен во соодветна и условена ситуација. Вредно е да се спомне дека на оној кој Бог со своите собствени раце го одреди за имам, нему му се дадени способностите на имаматот, како што е спомнато во ајетот. Бог се погрижил сите животни и птици да ги снабди со способности кои со Божјо знаење ќе им бидат потребни. Слична е ситуацијата и за оние на кои Бог во своето постојано знаење сака да им ја довери задачата на имаматот. Ним однапред им биле дадени многу духовни способности, кои можеби ќе им требаат во иднина и им биле посеани во нивната чиста природа. Како што можам да видам, имамот мора да ги поседува следните одлики со цел да му биде од корист на човештвото. Прва е моралната сила. Бидејќи имамите наидуваат на секакви видови на подлост, луѓе со поган јазик и низок морал, за нив е неопходно да поседуваат морална сила од највисок степен, така да останат имуни на самолюбивата лутина и бес на луѓето, да не бидат лишени од нивните благослови. Срамно е личноста која е наречена пријател на Бог да биде жртва на неморалот и да не биде во состојба да толерира груб збор. Исто така, оној кој себе си се прогласува за имам на своето доба, а сепак има немирен карактер и реагира остро, а очите му пламтат од лутина и на најмала провокација, никогаш не може да се нарече имам на своето доба. Затоа имамот на своето доба мора во целост да се прилагоди на следниот ајет. Ти несомнено поседуваш високи морални одлики. Втората карактеристика на имамот е да ги има одликите врз основа на кој е наречен имам. Тоа значи дека тој треба да поседува голема ревност во правењето на добри дела, во стекнувањето на Божјата вистина и во својата љубов и знаење за Бог. Ова значи дека неговата душа нема да прифати било каква скржавост, ниту е задоволна со состојба која не е совршена. Тој треба да се чувствува повредно и ако биде спречуван во својот духовен напредок. Тоа е природна способност која треба да ја поседува секој имам. Ако случајно луѓето не го прифатат неговото учење и неговиот просветлен упат
или не ја следат неговата духовна светлина, тој сепак останува имам врз основа на своите духовни способности. Накратко, вредно е да се запомни оваа специфична духовна особина, дека карактеристиките на имаматот се вкоренети во самата природа на личноста која Божјата волја ја одредила за таа служба. Преводот на зборот имам значи моќ да води. Според тоа, службата која му е дадена не е привремена. Всушност, како и сите други способности, вид, слух и разбирање, имаматот е способност да се пробие на прво место и да ги надмине во Божите работи. И всушност тоа се подразбира во зборот имамат. Третата способност е неизмерност во знаењето, која представува нужен услов за имаматот и неговото неопходно својство. Бидејќи имаматот подразбира ревност за напредок во вистината и знаењето, љубовта, искреноста и преданоста, имамот сета своја енергија ја насочува кон таа цел и секогаш ја кажува довата: О Господару, зголеми го моето знаење. Muhammad, Muhammadur Rasulullah, 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 Muhammadur Rasulullah. Salli ala nabiyina. Неговите сетила и моки за забележување веќе се подготвени за извршување на своите должности. Затоа Божјата милост му подарува сеопфатно знаење во поглед на Божите науки и не постои никој помеѓу неговите современици кој може да му биде рамен во знаењето за куранските вистини, во духовните благослови и неспорното расудување. Неговото уважено мислење го исправа мислењето на другите. Секогаш кога некој не се слага со него во поглед на религиските вистини, вистината секогаш е негова страна. Тоа е затоа што светлината на вистинското поимање му помага да ги разбере вистинските реалности. На никој друг досега не му е подарена оваа светлина со таква генијалност. Како што кокошката лежи на своите јајца и ги подига младите пилиња и ги чува под своите пердуви и на нив ги пренесува своите одлики, така и имамот преку своето духовно знаење ги обликува своите другари и ги зајакнува во верата и во Божите знаења. Но таквото сеопфатно знаење не е неопходно за другите приматели на објавата и богобојазливи луѓе, затоа што на нив не им е доверена задача за обука и воспитување на луѓето. Не е толку важно ако некои побожни и видовити луѓе патат од недостаток на образование и недостаток на знаење. Тие не се капетани на бродови, тие само имаат потреба од капетан. Тие не треба да изговараат такви безмислици. Ние немаме потреба од овој духовен капетан. Ние самите за себе сме доволно упатени. Треба да запомните дека тој им треба, онака како што на женското му треба машко. Значи Бог секого го создал со цел. И секој кој тврди дека е имам, а не бил создаден за таа цел, само може да предизвика подсмев кај луѓето. Тој ќе биде како неразумен просијак, кој предизвикал исмејување во присуство на кралот. Приказната ни кажува за некој свет човек во градот, кој бил исправен и богобојазлив, но пред се неук. Кралот имал доверба во него, но везирот, кој знаел дека човекот не е образуван, не верувал во него. Еднаш кога кралот и везирот отишле да го видат, овој просјак кој аматерски се бавел со исламската историја, на кралот му рекол: Александар од Рим исто така бил голем крал во овој уммет. Тоа на везирот му дало прилика да го критикува. Без двумење тој рекол: Ваше височество, покрај неговите духовни вештини, овој факир исто така е и голем зналец од историјата. Салли ала каримина, салли ала Мухаммадин. Мухаммад, Мухаммад, Мухаммадур Расулуллах, Расулуллах, Расулуллах,
Muhammadur Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Денес го завршивме вториот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.